Во последните 2 години има рамноправна застапеност меѓу мажите и жените во претприемништвото согласно податоците за корисниците на услугите од Фондот за иновации и технолошки развој. Во последните 5 години учеството на жените било помало, но во ек на пандемијата со COVID-19 почнало да се зголемува. И тука има една интересна статистика која што колегите ми ја обезбедија баш токму заради овој форум, која што вели дека бројот на жени предприемнички, откако ја водиме во последните 5 години статистиката, во просек е од оние кои што добиваат, збориме за успешните, кои што се јавуваат веќе како корисници на средства, е некаде околу 41% од вкупниот број на корисници, но интересно е дека жените во последните години, ако се посматра какво е тоа учество по годините, значи од 2020 натака нагло пораснува тој процент на 51%. Значи од вкупно сите корисници кај нас што се во последните 2 години е сега. Дали тоа да се врзе, можеби, бидејќи се приметува дека тоа е од короната наваму. Значи од кога сме почнале Zoom и сето тоа, дали тоа нешто има влијание или не знам, меѓутоа тој процент е сега зголемен на подеднакво учество на мажи и жени во корисниците на финансиски средства. Од Министерството за информатичко општество велат дека на порталот има дигитализирано 838 јавни услуги од околу 1300 институции, што е солиден процент. Од друга страна, најавуваат порталот за електронски услуги да стане и родово сензитивен. Инаку, конкретно на покрај стандардните повици, сега кога сме кај повиците, нели, ги имаме оние повици кои што се за новоосновани кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва, стартапи, спинов, за комерцијализација на иновации, за технолошки раствој, тоа се најчестите инструменти кои што ги објавуваме. Исто така работевме во изминатите години и на така наречени тематски предизвици. Во тие тематски предизвици настојуваме да опфатиме теми кои што се од посебно значење, општествено значење. И тука дигитализацијата игра голема улога. Од Сојузот на стопански комори пак сметаат дека нивото на дигитализација на државните институции е на исклучително ниско ниво. Може би во малку повисоко ниво е нивото на дигитализација во приватните компании, затоа што според нив дигитализацијата го зголемува растот на компаниите за најмалку 20%.